Благодарам, подпредседателе. Почитувани членови на владата, почитувани новинари, морам да признам дека после овие пинг-понг додавања на владата и парламентарното мнозинство, прашања нарачани од страна на почитуваната колешка, предпоставувам дека јавноста, па и вие горе во галерија, и ние, требаше да им доловат една нирвана во која што нашата држава се наоѓа, но неуспешен обид, па да ги вратиме представниците на владата и парламентарното мнозинство во суровата реалност и во најголемата криза која што ја доживува Република Македонија од својата независност до сега, а се поради нивната исклучителна неспособност, невидена неспособност. Таа нирвана, предпоставувам, ја имаат затоа што веќе се закотвија и заборавија и на граѓаните, се закотвија во владата во која што ружна им беше, ама сега многу им се допаѓа и така натаму. Но ајде да ве вратиме на оние реални проблеми кои што ги има во секоја област, во секоја. Така да денеска ќе поставам 3 пратенички прашања, двете до министерот за образование, да одмори малку премиерот, министерот за образование Јетон Шакири и едното до министерката за труд и социјална политика, госпоѓата Јована Тренчевска. Во позитивните законски прописи во сферата на образованието јасно се пропишани правата и надлежностите на институциите. Согласно овие прописи, секој граѓанин кој остварува права, но и обврски од овие прописи, истите мора да ги исползува. Воспротивно, несоздавањето на услови за да се остварат овие права представува грубо кршење на прописите и дава за право барање на одговорност на раководителот на соодветната институција. Па така, согласно законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, стручните и административните работи за потребите на обуките и испитот ги врши Државниот испитен центар. Согласно член 8 од горе споменатиот закон, планирате да започнете реализација на обуката според програмата, си има програма Државниот испитен центар и кој што континуирано треба да биде спроведуван, но не е. Програмата за пријавените кандидати и зошто досега не е направено, иако има веќе над стотици според мојата информација, кандидати за лиценца на директор кои ги имаат уплатено средствата. Само за информација, досега, барем досега, цената за плаќање на овој испит е 500 евра. Група се формира кога ќе се направат 10 кандидати. За прашањето е дали политизација вршите, протест прават пред Државниот испитен центар, понижувате интелектуалците кои се подготвуваат да раководат во образовни институции, а веќе истекуваат лиценците на оние кои што имаат лиценца стекнато, значи треба да ја обноват. До кога мислите да ги кочите овие директори, кои што треба да бидат, луѓе кои што имаат уплатено, дали е тоа ставот во коалицијата дека не смеат да полагаат, но треба убаво да го прочитате законското решение и да видите дека таму раководителот треба да поднесе одговорност затоа што не постапува согласно законот. Второто прашање исто така е до министерот за образование и наука. Имав можност во една јавна дебата да слушнам дека тој
мисли дека треба да има печатени учебници, ама не кажа во целост дали ја поддржува концепцијата на претходната министерка која што направи хаос во образованието и чувената незина дигитализација која што никаде во свет ја нема. Па конкретно прашање ми е дали ја поддржувате на начин на која што таа ја промовираше дигитализацијата и дали планирате да родителите, односно учениците, имаат и печатени учебници. Третото прашање ми е до Министерката за труд и социјална политика. Значи, вработувањата во детските градинки се реализираат по претходна добиена согласност од Министерството. Значи, градинката испраќа барање за вработување на потребен кадар до МТСП, тие праќаат барање до Министерството за финансии и доколку се обезбедени средства, согласноста се враќа до МТСП. Колку празни места има во градинките, и до кога товарот ќе биде префрлен само на градоначалниците. Проблем има и со лиценците за работа. Тоа што немаше полагање за лиценци, минатата година е пропуст само на Министерството, а не на луѓето кои се пријавиле за лиценца. Значи, прашањето ми е кога планирате да го решите проблемот во градинките со давање на лиценци и согласности за вработување, затоа што има луѓе пријавени август-септември 2021 година и се уште немаат полагано, а од друга страна има луѓе кои се пријавиле во февруари 22 година, а веќе се стекнале со право за полагање и добиле лиценца, сумнително кој прави селекција и според кои критериуми. Мислам, повеќе од јасно но добро е вака јавно да кажете и да одговорите на овие прашања, бидејќи, како што знаете и самата, има големи проблеми во градинките по однос и на лиценците, а и по однос на самото вработување. Благодарам.